Приказнава што сега ќе ја проследите се однесува на човек со многу пасии. Од раното детство ја засака планината. Речиси истовремено се влюби во природните убавини и фотографскиот апарат. Од неговите фотографии, создавани со многу знаење, искуство, но и невидено трпение, се воодушевуваат бројни генерации. Животот го мина во постојана трка за успеси и резултати. Се занимаваше со стрелаштво, пливање, скијање, планинарење, но сепак својот век го мина како професионален часовничар. Се до пред некоја година се занимаваше со поправка на часовници, бавејќи се со еден од ретките, но во годините наназад еден од најценетите занаети во Битола. Ова е приказна за битолчанец кој остави длабоки траги за она што представувала Битола на повеќе полиња. Михало, може ли се прошатам по вашиот необично богат и бурен живот? За вас може да се зборува многу, меѓутоа со оглед на времето што го имаме на располагање, предлагам веднаш да го започнеме разговорот. Вие сте човек на Битола. Може ли малку да ни кажете за вашето детство, минато по битолските улици или местата што вас ви представува врталиште? Ова прашање е многу обилно, многу широко. Меѓутоа, јас имав бурно детство, јас сум по природа многу темпераментен, сум што викаат џивџија. Меѓутоа ќе зборам детството, тоа имавме детство. Игравме ашици, игравме пингото, игравме куку, игравме бадеми, игравме петкамен и ред други сега да не давам за тоа. Така да детството ни помина во една многу мала со мала, во малата, многу убаво, се сакавме, се поштовавме. Јас ако кажав нешто, се оделев со другиот, така деца да се сакавме, за разлика од денес. Како и сите други деца, во летото исто така доста време минувавте по капениците на Драгор, Нижополе и овде што беше да речам задоволство за Битолче. Да, добро прашање, ме асоцира на Драгоро, на таа убава чиста вода од Пелистер, на Подкиташ, Надкиташ, на сопоите горе. До ова време вака се капевме, се сунчавме. После јас од мал мерак на трчање, трчав околу и така натаму. Штом ќе паднеше сонцето, брачката враца и одма одев по Драгоро на мрејки на фаќа. Тогаш кога веќе почувствувате дека може да го правите тоа, се љубивте покрај и во другите работи и во спортскиот риболов. Може ли сега малку околу тоа да ни кажете? Ова е многу интересно прашање. Од мојата 12-та година, со покојните Ачо Стефановски, со тие глумци кои одеа со точак, Теленски чешми, егри, букри, одеа на Сопо, на Лесо и така. Имам спеено букри и по црквиче. Се бајле рано во 7, 6:30, 7 тасне со тоаш имаше чамци со Драгој. Со друга и така натаму. И да скратам, да не држам многу емисијата, кога го исушија златото 56 година, 58, јас се определив исклучиво планинските реки на Пастрамка. 45 години јас исклучиво одев на Пастрамка, кој засекав реката, кој видов таа убавица, што е, ние ја имаме, 7 реки имаме околу Пелисе, од Крани до
грао, како се викаше, Да кишева, да. Чишава, 7 реки сите имаше пастрамка. Само 2 имавте што беа автохтони. Тоа беше Нишополе и Брајчинка. За вас велат дека бевте исклучиво добар пастрмкар. Значи човек кој што беше најмногу по планинските реки. Дали тоа да речам беше и љубовта поврзана и љубовта кон планината, кон убавините и љубовта кон спортскиот риболов? Благодарам. Ова не е комплимент за мен, ова е вистина. Јас кој ловев после 10-15 години, јас испитував реката. Пролет, лето, есен, зима. Една мала дигресија кој многу малку зна за пастрмката. Пастрмката може 110 дена да издржи без храна. Кој ќе почна, после мресто, таа прави мимикрија и се лепи за некој камен до крајот на февруари, кога почнува снегоите да носа ларва, да носа планктон и така, и таа веќе тогаш почнува да лови. Инаку таа е во фамилијата на лососи. Нашата планинските реки нашки се богати со сапунџица е со перистерику салма, во фамилијата на салмоливи. Дали спортскиот риболов е исто така тесно поврзан, вие сте познати и како извореден ловец. Човек кој што со часови, со денови и во летни, односно тогаш кога е дозволен ловот, сте по планини, односно таму каде што е дивечот. Може ли нешто са и во врска со таа пасија или со таа обсесија? Јасно, благодарам. Уште од мал каде е народно кажено чивија. По старите ловжи ме видоа, кога не се повторувам дека сум Ераклија, почна да ме носат, има флобер бугарски. И со него одев на лов. После, кога виде татко ми дека сум заљубен, седов по ентер куче. На мојата 14 година немав право на дозвола за ловна, немав ни за оружје. Али одев на лов заедно со не, тие ме покриваја. Последните 45 години чував 4 поентери цацип. Тоа е нешто невидено. Тие налов кои ќе ме видеа малку, да се пофалам сега, кои ќе ме видеа старите ловжи оддалеку, Михата е со кучето, неој ме таму, штом помина тој, готово, не треба да бараме лов. Значи, ми цитира е другиот ден, значи беше, да кажеме, Миновски, виде оти, знае дека јас ќе поминам со кучето моје, дека не може ништо да пробаш. Сега видовме неколку, или кажавме, или зборувавме за неколку ваши обсесии. Паралелно со тоа, вие наоѓавте време да се занимавате и со спортови. Бевте планинар, бевте пливач, познат сте како човек кој што во капениците на Диово изведуваше најатрактивни скокови ласта и така натаму и така натаму. Да почнеме помалку сега со вашата обсесија, односно вашето време минато како спортски активист. Да почнеме со стрелаштвото. Исто така бевте активен стрелец. Тоаш постоеше, Бог да го прости, Душко, шеф на аероклубот, и ја представував групата, презентација од аероклуб со 4 стрелци. И со малокалиберка и воздушна. Со воздушна бев второ Македонија. Никогаш од десетката не сум излегол надвор. Значи, толку прецизно. Ама тоа ми помагаше дека одмал со оружје.
мора да се малку и пофалам, не? Малокалибарка исто, малокалибарката имаше толку поверење за тоа време, што тој ми ја здаваше и дома да ја носам. Па сега малку, една мала тајна ќе кажам. Многу пати на прилици одев со малокалибарката, ти беше такмичарски и многу прецизна. Така да Душкото не го знаеше, понекогаш ке молнесе дети прилици, шо ти е? Знаеш, неќе да му кажам дека сум малокалибарката. Така да после со чифте, и тоа имам чифте многу квалитетно, германско, Зауер. Лашна работа, кој ден денес го чувам како сувенир. Некој од децата ако се определи, ќе му поклонам само нека лови. Спомнавме за љубовта кон водата, кон природата и водата, кажавме за вашите денови минати како и сите други млади луѓе од Битола по капениците, меѓутоа вие исто така малце на повисоко ниво се занимавате со пливање. Бевте еден од честневите на пливачкиот клуб Јук, член на ватерполо екипата од Битола, иако ние не можеме да се пофалиме со езера, со мориње и така натаму, меѓутоа сепак имавме добри пливачи. Јас за прв пат кога олимпискиот базен пред да се пуши, недограден, доктор Зиновски, јас, тој ќе видите на фотографијата, и во Скопје тој детски лекар, битолчанец, одамне преместен, за прв пат ние влеговме, сефте, ние го отваравме, уште да имаше лента да просечиме. И довде сме вака, и ни правеше посебен комплимент, што ние олимпискиот базен дефинитивно го отворивме. Разбирате. После тоа Димич покојниот, Бог да опрости, виде дека добро пливам, добро играм ватерпол и така натаму, почетокот беше тоа една игра. Беше селектор и игра 5 години за Јук, центар ватерпол, во Скопје, на Матка, во Струга, да не е должан, бе втор во Македонија на градно, или прсно, наредно речено, на 200 метра. Значи, сепак, после толку спортови може да се рече дека Миха најголемиот дел од својот живот го мина во планината. Како планинар, како скијач, како член на горско-спасителната служба, како човек на планината. Сега дојдовме и до тоа што малку повеќе би сакале да зборуваме. Тоа е голема љубов од детство, пак само детството обсесија мој на секој, зависи кој како го поминал и како го разбира. Тоа е што се вика народно однатре. Не може со сила некој да тераш фудбалер да биде, ловжија биде, пасанкаш да биде, или да плива. То така, јас бев универзален, барем цитирам другите што велат, да не смеам дека се фалам. Од 12-13 години прв пат со Златко Златевски во собрание што беше, жената му ше фармацеут. Знаете? Да. Со него ќе одиме на копање. Вака ова време и покасно не стемна на Марково. И деца ние 12 години, шумата, темница. И ме вели Златко, а то беше уште 5 минути до копањки, знаете ли? Вели, слушај, као има овде, бовеќе боројте ќе не јада мечките. Што вели Златко? Јас исто се овде се вратам, за него го прашам, што велиш? Морај се врати, важи. Нагоре тешко, ама надолу, за 20 минути трнало се најрохне. Тоа беше првото мој печаток за планината. После почнав самиот индивидуално. Многу пати ми викаа, каош бе сам ќе ти јада мечките.
Мечките, јас му викам се по канцелари, овде мечки нема, овде се благородни, таа мечката бега. Лошо ако е сретни со малчи на текле тесно парче, сметајќи да не биде нападната, можете нападне. Инаку, и 3 пати имам видена мечка, не ќе му објаснам за тоа. Така натам, и после тоа ми стана како дрога. Видоја Бог да проси Симјано, Спирковски Спасе и други од постарите смучари и тркачи, дека, ајде речам во наводници, имам талент и ме праша Спасе, што сакаш да водиш алпски или сакаш да трчаш? А јас дека од дете трчам, да трчам. Сега тука трчав преку 20 години, после бев тренер за трчање, а после паралелно и алпски. Луѓето се чудеа и посебно овие што беа на Галичица со стари алпски тркачи, репрезентативци. Јас се пријавив така, сакам. За помлади ветерани, ојдов 18 души помлади ветерани, второ место. И овие се чудаве како може овој второ место, овој тркачи како може. И така да барем тие старите асои кои ги почитувам и ден денес ги нема, викаја дека пак нека биде во наводници, дека сум талент и дека ми лежи скијањето и така. А планинско спасителна служба имам преку 7 семинари завршено. Не можеш ти да добиеш значка планинско спасителна служба ако ти не знаеш прва помош, ако не знаеш организамот на човекот, ако не знаеш што значи фрактура, руптура, хематон, отворена фрактура, торзија и така натам, тоа се уча, тоа има лекари кои не обучава. Така да мене и тоа ми лежеше многу и 30 години јас бев по битолската стаза и кој се содржаше на шапка, на шапка меѓународно такмичење за алпски дисциплини, нашата екипа е викае како најсофистицирана. Сега зборуваме само за некакви спортски активности, за врската ваша со природата. Меѓутоа имавте врска необична една и со уметноста. Вие едно време ве гледавме и на сцената на Битолскиот народен театар. Да, како аматер играв и во детски представи. И тоа тука ми лежеше, сакав, меѓутоа фала му на татко ми, фала му многу, што ме повлече и што ме оседна занат. Јас одев пак, имав слободна пропусница за театар и во таму пишеше уметникот Михајло Стелевски секогаш има пристап да биде тој како покана. Може да се присетите некоја представа која игравте? И со кој се разбира? Играв во Цар Самуил, синот Ивец на Самуил. Олга играше принцезата. Тоа беше одамна, пред 40 години, така и мемори нешто што можам да се сетам. И Олга дојде еден ден во машката гримерна, чекаличе да го видам син ми. Јас млад, така облечен, фино и вика, шубав син сум имал јас. Јас се смеам и така. Имаше шеги, знаете како ви театар колоритен, секој нешто ќе смисли. Ајде сега да чуеме она што исто така е една голема ваша љубов, голема ваша животна обсесија, љубовта кон фотоапаратот. Уште што не спиев со апаратот. Тој беше дел од мене, дел од мојата снага. Јас кој видов природата, колку многу дочарува, колку многу дава во секое време на годината.
Секогаш, еве, ако денес фотографирате еден мотив и утре помините тука од друг ъгол, дава други димензии. Така да се заинтересирав и за прв пат да не должам, тоа зборуваат и самите фотографии, и да скратам колку може емисијата, на прв пат учествував во Штип со 10 фотографии 30 на 40. За тоа време беше нашиот доем која презентираше цела Македонија, Балкано и надвор од Балкано, тоа беше Благој Дрнков во комисија, и после кога ги вратија фотографите 10, натре за прв пат гледам диплома за фотографија. Од тие 10 како прв пат бе градија со фотографија. Продолжив јас, да не кажам во кој град шоу да учествувам, после одма за колекција од 10 фотографии, ми една одбиена, добив златна плакета. После едната година, Челик нафта, Сисак, не знам каде ова, ми пуштија сребрена плакета. Ето ги имам и така натам. И за крај, кога веќе не се густира тоа стои длабоко во мене, и ме наградија пак за колекција со сребрена плакета. И на крајо, преди 5-6 години, ми пуштија една, да не им јаснувам како, ми пуштија диплома. Михајло Средевски се доделува ова диплома покрај аматер прва класа, мајстор за уметничка фотографија. Така да беше тој зенитот во фотографијата моја и во мојата љубов. Тука сме некаде при крајот од разговорот. Видовме Михајло, односно Миха, познат како Миха влюбеник во планината, Миха влюбеник во уметничката фотографија, Миха спортски риболовец, стрелец, пливач и така натаму и така натаму. Меѓутоа Битола исто така Михајло Стрелски го препознава како човекот од чаршијат, како часовничар, како човек што се занимаваше овде во Битола со еден прекрасен, но многу редок занает. Може ли сега да видиме како се упативте во тој занает и до кога го работите? Многу кратко ќе објаснам. Имав јас предиспозиции, бев добар ученик, да продолжам горната гимназија. А на моја традиција, дедо ми сачија златар, татко ми така натаму, слико ми така натаму, и кога почнав ми пред татко ми, појке нема да одиш нигде, ќе се лиш овде. Како бе? Немојте, молам, велам, како ќе се не сакам душам, нема да учиш, јас во прво време, да скратам, да не прejudicirам, прво време бегав од на работа. Јас до него, каош, гледам, на капење, налов, вамо таму со сите тие муви што ги имав, оно, само да не би на работа. Арнома кога видов јас, колку е доходовен занато, колку е та фина техника, како вакуум, како, не можам да го објаснам, се створи на голема љубов кон мене. И сега, скромен, не скромен, старите сачи што бе во градо, ако за прв во градо јас се бавев со автомати. На покојниот Душко имаше докса автоматска. Директор на банката имаше Чијано, шумски инженер имаше автомати. Така. После едно 10 години кој излезе Сијко, од Скопје некој му кажал, сакаше сервисот да го донеси. Вели, ќе побарате таму, и го знаат, еден Михајло Сача, ќе побарате. Дојде со еден тумач, вака и вака, и преку 15 години и повеќе го имав сервисо на Сијко. Со сите благодет, тие ми дава, ама јас морам да признам и гледав од поправките и некои бонитети, разбирате, знаете како заната си има свој тајни. Колку години минавте како човек кој се занимаваше со овој занат? 40 години. Дали
Дали тоа, да речам, време минувано со многу прецизна работа, со поправање на часовници и така натаму, со еден невиден замор за очите, дали сето тоа можеби најмногу влијаеше што се што беше слободно време, вас вие го минувавте во природата? Па, видите, сега морам да кажам дека прво ова последно што го кажавте, после јас не осеќав потреба. Има една изречица, нека просто гледачите, јас за тоа време на мравата крилата му ги гледав. Значи, без наочари, без ништо. Текна времето, тоа е нормално. Почнав да носам наочари и така, а не ми сметаше. Работев со лупа, работев деликатни работи, јас сакав. Занато го почитував, така да немам никакви проблеми. После Пелистер, кога бев, имаше желба да го несам кај Мовчар. Покрај тоа што тој, со неговото знаење, откри многу мотиви, направи многу фотографии, ми падна мене во око ова фотографија од кај што избира конјарка. Конјарка. Така убаво намесен како некој да ги ставил како рамка овие борови, што ви кажав преде, аглови, барав, лево, десно, оно, најдов, и ова ја направи. И кој напред му пуши 18 на 20 него и пак рече откри вика нешто необично рече за ова. Тоа е Елен. Тој е луташе секогаш низ Пелистер. На жал после од Ротино како било. Јас знаев на голе во шумата, другарите и пуштив, јас на пато бев. И се скрив во жбуноите, тој од радост налост, од овде и удолница, излезе само да види. Во тој момент како да ми позираше. Го фотографирав и остана спомен. Овде, која веќе слекање. На враќање од широка, шпурата од сотрчање се гледа, идеше по нас. Овие пак е без апарат. Не одев. Уште на спиње требаше. Овој се скрив тука. Дечајки тука да е по нас, почувствува дека нешто наблиску се сврти да види. Во тој момент кога се сврти, јас го регистрирав во фотоапаратот. И ко слушач клучање на фотоапаратот, 6 метра се фрли и уште наш не го видовме. Ехало, имаме овде се многу фотографии, вакви фотографии се стотици во вашите архиви. Како не, овие е само еден 30 Дали Михајло Стериовски и денеска се занимава со ова што е негова животна преокупација? Добро, во моите 70 години згора имам јас толку многу фотографии што не ќе да се повторува. Прво многу малку знаат дека во светот е најценета црно-белата фотографија. Во црна-бела фотографија нема мајмулоци, нема тука да покриеш што и тоа. Димензиите се димензии. Да не објаснувам, додека во колорот и бојата ги покрива тие слабости. Велат дека вредноста на вашите фотографии е уште поголема и поважна, повредна, токму заради тоа што вие сте творецот или авторот на една фотографија од почеток, од замислата до излегувањето, односно до поставувањето на некој панот, на некоја изложба. Од што рекол смена, што зедов, па до раквата што покрива под поручников, там ми дека видов дека ваѓам не јас, него за тоа време Јорго Тифукарава, дека се не ваѓам брилјантни убаговај, јас се едуцирам затоа што планината беше дел од мене, а јас дел од неја. Не може без неја. И после, затоа јас барам детали, гледате, овде се само детали. Мене ми беше многу лесно да снимам јас панорама, врвоите со облаци, па села и така натаму. Тоа не е ништо, секој еден може дојде, чекај ќе шкапнам. Али ова не може тој да го најде. Ова има
макотрпно чекање, во студ на 20 степени, ново да се криеш, па да го реализираш дома, некој немаше сонце, сега чудам ќе го начекам тој и така натаму. Ако сака да се дојде дуба фотографија. Се заврши приказната со фотоапаратот, почнува втората приказна, да се развие филмот и да се изработи сликата, односно фотографијата. Во почетокот и двата филмоите, кај Јорго покојниот, ги развиваше добро. Едно време, гледам, она што фотографирав, многу темно му правам, викав, Јорго, што се случува, ако што многу темни ми ги ваѓаш, фотографиите ми излегуваат црни контури и бели контури. Не знам, рече, ја се заинтересирав со Благо Евтиноча покојниот, многу ми помогна, нека му е лесно земјата, многу, се дружев со него, со што ги развиваш, ја реков кај Јорго, нема рече кај Јорго. Ќе одам Скопје, ќе ти земам Родинал, тоа е специјален развијач, 1:10. Само водата мора прво да ја свариш, да олади, па да реагираш. И со него, во темна комора се развива. Првиот колко се баја, кого гледам? Абе, не се да влезеш, ни с филмот да влезеш, толку брилјантно, толку убаво. И од тогаш почна да работи. Благодарам многу. Молам, благодарам вас за вниманието. Јас мислев дека задоволително во границите на вашите прашања и на моето сеќавање доволно се кажа.